9 часот и 30 минути, идеално време во утрински брифинг да се осврнеме на 100 дена од владењето на оваа влада. Би се рекол старо нова влада, бидејќи тоа е истиот премиер како и во претходниот состав, а и повеќето од министрите се од претходниот состав. И кога размислувавме кого да викнеме на таа тема, бидејќи секако деновиве викаме разни луѓе, јас го одбрав мојот колега Чомовски. Чомовски, добро утро. Викаме, што сега друго? Подолго време со говорник. Чомовски, прво, бидејќи ќе разговараме на цела оваа тема, имам впечаток дека во 2020 година навистина полоша година не сме имале како година во долгото паметење, па може би и на светот, не само на Македонија, во смисла на се ова што се случува со пандемијата и сите вонредности која таа ги произведе во сите области на животот. Апсолутно, тоа и лаик да си, па ќе сватиш и по порталите и по вестите, а и по реакциите на јавни личности, дека оваа пандемија практично го менува светот во наредните 2 декади. Без да до тогаш можеме да претпоставиме што ќе се случува. Највиртуозните политичари не ќе може да се справат со основниот концепт како против пандемијата. На крајот на криштата Европа се уште не може да се справи. Но, за да не биде ова на одреден начин некакво алиби на состојбите околу домашната сцена, пандемијата во Македонија покажа 3 работи. Ровка економија, не структурирана и не реструктурирана за вонредни околности и незината зависност од светските пазари, што е можеби на одреден начин околу извозот добро, но околу состојбите на внатрешен план е лошо. Второ, нашиот здравствен систем дури пандемијата почна, тоа е парадоксот, да го лечи, да го исправа пред искушенијата. Прво за реновирање на капацитетите, второ, значаен дел на нашите лекарски кадри се со голем хуманистички и професионален ангажман, но таму има една важна компонента. Сега се покажува дека нашите слабости се во тоа што ние не испративме и немаме добри специјалистички, добра концепција на здравствената стратегија за обука на лекарите, субспецијалистички слабостите се во кадровската сфера, па секогаш ни фалат луѓе. И третиот концепт е концептот на, односно тоа што е иначе и светски процес на енормното задлужување. Тука не можеме да премолчиме. Заборавивме на тие портите, саатите и така натаму, и Заев влегува во машинеријата на соједниот авантуристички приод на економијата кај Груевски. Добро, ситуацијата е таква што и самите велиме дека е воредна. Мицкоски излезе со оценка дека се ова најлошите 100 дена влада во историјата на Македонија, предполажувам, со Заев се бележат само загуби. Веројатно дека таа оценка е и точна, предпоставувам, бидејќи зависи од кој аспект сакате да ја гледате ситуацијата. Ако ја гледате од овој пандемиски аспект, тогаш веројатно целата призма на оценка треба да оди низ справувањето со ефектите од пандемијата. Ако ја гледате низ наочери на една нормалност, сите цифри се пореметени од економија до социјала, до што ја знам, до секаков вид на живење. Како треба да се цени оваа година? Треба ли да се цени превасходно низ одговорот на пандемијата? Пандемијата ќе ги наметне тие политички трауми и на домашната сцена, но она што мислам дека е клучно прашање, која влада, баш која влада имала успешни 100 денови? Не памет, а да немало меѓуетнички тензии, да немало продажба на големи капацитети, да не го фати Груевски, исто така еден значаен дел на рецесијата после бумот што го направи. Така, 2008 таму се случува. А за почетокот на 100 дена на Заев од претходниот мандат и да не правиме муавет, од конституирањето до серијата на справување со криминалите што ги остави СЈО. Стартот на оваа влада во првите 100 дена
не е детерминиран од два аспекти. Прво, концептот на Заев да ја напушти домашната политика, да се пресели во странство, условно да кажам, нели? Тој концепт негов кој предпоставува се друго ќе заборавиш ако ги реши стратегиските прашања Грција и Бугарија. И второ, мислам дека и околу Заев и во изборот на оваа влада има кадровски утки. Кога зборувам во изборот, зборувам во кабинетот, се покажува слабостите од интервјуто за БГНС неподготвен до сите концепции, дали баш така треба да настапи со прилично непријателски тон во однос на тоа зашто Бугарија ни стави вето и така натаму. И најважната работа што мора веднаш и као новинар и ова, тоа е тенденцијата на оваа влада и на Заев за политичка инфилтрација во внатрешните и независни институции. Од судство, регулаторни тела до Мислиш дека тоа препознатлива политика, сака да се не, ја мешаат? мислам дека он, за разлика од тоа кој вели има слобода, има индикации. Човек треба да ги врзе меѓу себе сите последователни потези што ги прави. Од неговиот настап, например, дека Трајко Велјановски и овие цела Да, ама тој се обидува да влие со своите изјави и така натаму. Тука нема гандиевски пристап. Мислиш, не разбира границата помеѓу влијанието со зборот и со постапките. Или тоа е едната работа, па потоа имате концепција на своевидна политичка амнестија на Пешевски, Миновски и така. Јас тоа го разбирам како процес во кој подава рака. Добро, ама не е ли тоа може би ситуација во која никој од нас не е навикнат Чомовски, кај нас обично се оди се низ конфронтација. Овој Заев реално настапува различно од сите други пред него. Подава рака и на тие што го тепа, до на тие за кои верува дека може би има некаква концентрација на знаење во одредени области кај луѓе кои не се неопходно членови на неговата партија. Ние и понатаму живееме, од другата страна пак ВМРО инсистира на конфронтација, се што кажува нешто позитивно за Заев е на негов платен список, се што го критикува Заев е на нивниот платен список. Мислам, дали овој Заев нас не изместува сите како општество во разбирањето на тоа што е политичката борба? Единствена разлика меѓу Заев и сите досегашни премиери е неговата добронамерност. Значи, ние не сме имале премиер кој просто срдечно бил добронамерен. И тој аспект на тоа сега малку е димензија на хуманизам, на добронамерност, го преслика и во меѓународните односи, мислејќи дека со искреност и со честност можете да изборите некакви компромиси. Денеска за тоа пишувам, не е ли подобро да бидеш разочаран од пријатели, отколку да немаш пријатели? Оти тоа е политиката во која се наоѓаше Македонија и сега се наоѓа. Да, Заев вика, многу сум разочаран од Бојко Борисов, толку многу вложивме во тие односи. Но контрапунктот на тоа е да немаш пријатели ни во Тирана, ни во Атина, ни во Софија, ни во Приштина, ни во Белград, и потоа нормално, кога немаш пријатели, нема од што да се разочараш. Таа политичка флоскула негова, исто така е резултат на, да речем, на тимот кој го подготвува. Србите викаат убиме прејака реч, ме утепа пресилен збор на овој начин. Мислам дека тоа не кореспондира со неговата искреност и со неговата добронамерност. Тоа што он се разочарува, тоа не е само од Бојко Борисов. Да не забораваме дека пред изборите на неколку наврати и за својот важен коалицијски партнер велеше дека е разочаран од Али Ахмети и од Дуи. Значи, тој тип на разочараност е дел од спонтанитетот кај Заев. Како што велат, што на ум, тоа на патишта. Но Заев... На друм. Да, што на друм. Но Заев, мислам дека ќе цитирам треба да го немавме, требаше да го измислиме у ова време. Па тој е некаков новитет од ова се што сме видели. Затоа што мислам дека е непредвидлив. Со искреноста што мисли, како ќе постапува и дома и надвор. Добро, тоа е Заев.
И Да. сите сме преокупирани со Заев, можеби со право, бидејќи тој успева да сврти околу себе голем до вниманието и неговиот стил е таков да оди со голем личен влог и ова што го говориш, не сме виделе досега тој тип на искреност во македонската политика, па дури кога се прават глупости да се каже, абе сега направивме глупост, одиме понатаму. Што е со тимот околу Заев, прво од неговата партија, и што е со коалицијските партнери пред се ДУИ? Има ли таму екипа, како се овие 100 дена до сега оценети? Има ли нешто што покрај Заев таму се истакнува? На еден или на друг начин? Знаеш што, Сашо, мислам дека треба внимателно да се следат потезите. Јас не сум приврзен и кога време да создаваме јунаци и антијунаци. Треба една прилично голема доза на скромност и голема доза на работливост. И тука, веројатно, премиерот сам ќе си ги проценува изборот на кадрите. Она што јас му забележувам, тоа е изборот на неговите најблиски советници. Сега се покажува дека му недостигаат кадри кои на одреден начин можеа или да го амортизираат, или да го насочат и така натаму. Сега да не зборувам, од овие двајца советници, кој едниот тој е министер, па другиот тој е амбасадор. Веројатно Се него... мисли на Маричич и на Дане Мислам Дрвас. дека сега Заев треба да се обкружи со една опонентска структура, условно кажам, креативна структура во граѓанскиот сектор и во интелектуалните кругови. Тоа е важната компонента, не преку овие социјални совети. Важна компонента зашто ние изнедривме, а мислам дека никој не ги идолува, едно чудо млади луѓе кои се школувани на Лондон коледж, менаџери, еминентни стручњаци кои мораат тука да бидат прибрани. Сепак да те вратам на оваа претходнава констатација. Дали всушност коалицијата помеѓу ДУИ и СДСМ за овие 100 дена можеби не покажува и подобра некаков аутпут отколку што можеше да се очекува со оглед на имено овие препукувања пред да се создаде коалицијата која ги има? Дали овие 100 дена не поминаа во еден релативен мир меѓу коалицијските партнери, па и взаимна поддршка очекувам? Тоа е само индикација дека ДУИ и СДСМ имаат заеднички приоритети, тоа е ЕУ и интеграцијата. И морам да ти кажам дека јас сум запрепастен од македонштината кај Груби и кај Османи. Од тие знаат да бидат и националисти за за време да на избори и големи кампањи. националисти. Да. Тоа е едно изненадување во Тоа е позитивен едниот тип на реторика. Второ, што се однесува до владата, па мислам дека и во Министерството за финансии со Бесимијов направи полн погодок, бидејќи тоа е човек кој ги знае макро и микроекономските процеси. Ако смеам да забележам, бидејќи тоа не е мој домен на експертиза, го гледам и Битичи исто така како едно изворедно освежување и компетентност во настапот, во она што го говори и така натаму. Некако економскиот тим како да е барем за овие 100 дена најсветлиот дел од владината приказна. Или може би грешам, не знам. Да не ги оценуваме рано ми е уште и за Битичи и за факт е дека во овој момент централна фигура е Филипче, целиот тој тим околу здравството, околу менеџирањето со здравствената политика и така натаму. Но тоа што Заев остава впечаток или представува енигма е неговата политика на добрососедство. Значи, решавањето на спорот со Грција, со сите предрасуди, со сите проблеми, со сите коти на политички порази што можеше дома да ги доживее, на одреден начин тој е лидер во регионот кој остава незатворена врата. Да, малку представува проблеми за соговорниците од другите држави, бидејќи тие не се навикнати на тој тип на офанзивност, на тој тип на приближување, подавање раци, дури давање интервјуа кои што ви прават домашна штета политичка и така натаму. Гледам дека и Софија како малку да е шокирана од тој тип на офанзива што Заев го направи во подобрувањето односите, па сега им доаѓа нелагодно ова ветирање на нашите односи. Знаеш што, мислам дека тој тип на политичар Заев ги преклопи во искреностите или во реториката која е прилично разнолика и Борисов и Вучич.
Разликата меѓу него и нив е во тоа што он сепак е длабоко убеден дека тоа што сака да го постигне, треба да го постигне со големи компромиси. И ќе ја плати големата цена. Него му е јасно Но испорачува резултати, што е новитет на но Балканот. ако него заврши овој мандат со почнување на преговори, не заради тоа што тоа е нешто свето и дека тоа нема да трае долго, туку како политички и надворешно политички поен, тогаш јасно ми е позицијата кај ќе заврши. Добро, ајде да се навратиме тогаш на главната точка во овие 100 дена, со право се разбира, Филипче. Што е твојот впечаток и што е твојата оценка за тоа како во последните 100 дена се справуваме со пандемијава, бидејќи ако смеам да те воведам во муабетот, јас неколку пати, па дури на интервјуто со Заев, инсистирам на тоа дека ние во суштина немаме надворешна анализа, независна анализа на тоа како се справуваме со пандемијата, освен една разбирлива министерска анализа секогаш и од тие кругови кои што ја спроведуваат политиката, и потоа имаме оваа плюкачка анализа која доаѓа од опозицијата и така натаму. Но во суштина не е ли време владата, не ли помина времето или не ли беше време владата да направи сепак и една надворешна анализа на тоа како се справуваат со здравствената? Ако мислиш некаква анализа која е надвор од домашните структури... Па не, мислам да речеме на лекарската комора, мислам на медицинскиот факултет со свој тим, на МАНУ со свој тим, или можда комбинација од сето тоа. Бидејќи со право се овие забелешки дека смртноста ни е голема, додуше сега што е право во последниве недели веќе секдека е смртноста голема и нема во таа смисла изненадување. Меѓутоа, можеби некој од политичките мерки во спроведувањето на таа здравствена политика може да бидат подобри. На Филипче можете да му забележите само на политички план нешто што требаше да го направи. А тоа е да собере што повеќе експерти и од надвор. Македонија требаше странски експерти. Или домашни кои се валоризирани во... Вид на еден двајца, меѓутоа тоа по природа работите се кратки. Инаку, што можете да правите анализа? Ај правите анализа за вирусот кој мутира сега. Да. Кога британците тоа не можат да го менаџираат и те предупредуваат, јасно е дека нешто темно и длабоко се случува врз оваа пандемија. Па добро, ама еве гледаме сега да речеме дека успешноста на здравствената политика ќе се пресудува во јануари, февруари, март со тоа кога ќе почне вакцинацијата. Тоа не значи дека не може нешто паметно и од страна да се каже во однос на тоа што замислува министерството. Сакам да кажам, значи не можеме се комплетно да оставиме само на министерскиот кабинет и на Комисијата за здравство. Не, тоа дека не може, но тоа зависи од способноста на Филипче и неговиот тим да менаџираат во контактите со експерти кои може да не упатуваат. Многу е важна комуникацијата со Светската здравствена организација и со експерти кои имаат на одреден начин независно мислење, за да ја разбијат илузијата дека Филипче изгуби контролата врз совладувањето на последиците од пандемијата. Бројот на мртвите е голем, неспорно е тоа, но е факт дека колкав ќе беше ако не се направеа напорите за реструктурирање на капацитетите и така натаму. Може би треба да се забележи на тој план прилично подостато реагирање на овие кампуси што ги прави. Може да му се забележи овие монтажни болници и така натаму, што се некој дополнителна капацитети. Второ, на Филипче и на владата мора да им се забележи за тоа дека не се етички доследни. А тоа е, нема пардон за демонстрацијата на славието во Штип. Во услови кога вечерта им соопштуваш на граѓаните баталите нова година, затвараме од 19 часот. Тоа е есенција на своједна хипокризија. Не можете тоа да го дозволите. Колку е сепак победата на СДСМ на во трката со еден коњ во Штип, но со јасни резултати, бидејќи тие во Штип освоја повеќе гласови од колку минатиот пат на локалните избори, е еден индикатор за 100 дена влада.
Како мислиш со други зборови, како ти се чини, како реагира јавноста во овие 100 дена? Да ги оставиме на страна овие што имаат инвестирани интереси, па се опозиција, власти, така натаму се фалат или се напаѓаат, зашто тој има опис на работа. Мислим, Штип е репер за изјавата на Заев таму. А тоа ја освоивме столбот на Источна Македонија. Тоа им географски, политички им е важна поента на победата. Не е важно што избра градоначелник треба. Друго е прашањето, мене ако ме праша, што му треба на еден еминентен лекар да се зафати со 11 месеци или 10 со 11 месеци. Тоа се покажа дека ни исто така добро организирани од Захариев, кој не беше лекар, али беше многу еминентен фармацевт и така натаму. Сепак е тоа деликатна состојба на менеджирање со луѓето. Штип не е барометар на тест на влијанието на владата. Дома владата ќе има сериозни последици, меѓу другото и заради концептот дека не ќе може да ги реализира тековните, ургентните пакети законодавни без добра кооперација и координација со опозицијата. На овој план, може би тоа не е мамка и не сме да биде мамка, диалогот со опозицијата мора час поскоро да започне. Да, гледаме дека напори у таа смисла има, сега се расправат кој да биде форматот, дали да било Кепендаровски или да било на покана на Заев. Мислам дека освен символички некакви политички прашања, символиката не е неважна во политиката, се разбира, дека по суштински димензии тоа нема да има. Со други зборови, Чом, завршно, која е твојата оценка за работата владата во првите 100 дена на еден распод меѓу 1 и 10? Па сега квискотека. Одамно не сум типувал и одамно не сум се коцкал и мислам дека не е време, не сум ни тип на едноставно на паушални проценки. Мислам дека ова влада ќе се врати на дел од очекувањата доколку се заврши спорот со Бугарија. Мислам дека се смируваат тензиите или треба да се смират тензиите. Жал ми е што ние и како новинари, како Фела си дозволивме луксус да станеме медиумски трабант на изборната кампања на Каракачанов, во која е поприсутен тука од што е Радмила Шекеринска или нашите министри. Тоа да. И мислам дека тоа е со еден парадокс. А тој не научи дека ние сме нервозни, сентилни, лесно запалени. Со краток фитил. Да. Тоа е без преседан. Па добро, ама тоа сепак е една трагична ситуација во Софија на дворешната политика на Бугарија по европски, по балкански прашања да ја води, да ја креира еден Каракачанов. Тоа е сепак мивен поголем проблем од колку наш. Не знае што, мислам дека сега прашањето е за мене клучно прашање кој посекуваше да не успее да говорат. Значи има еден многу бермудски важен триаголник. Белград, Софија, Москва. Ние подценуваме дека потајно србите сакаат да не успее тоа зашто следниот чекор е диалогот Приштина-Белград. Да не зборувам за релациите на Каракачанов со Москва и ситуацијата дека тоа е новото трио на Европската Унија која создава премиум за можеби нова Европска заедница. Добро. Предлагам тоа да го оставиме за последна година, и се видовме 100 дена влада да пресечеме, а ова е сепак една тема која што ја Ама тоа е важна работа, зашто овие 100 дена ќе ги определат наредните 1000 денови. Да. Александар Чомовски, фала ти за ова сабајле во утринава, баш убаво ја пресековме целата ситуација и се надевам дека нели правиме напори и Мицкоски да го донесеме во студио. Се надевам дека тој ќе ни успее во одреден момент. Јас ја прифатив твојата задача и уште вчера почнав да му вртам. Па јас се го викам, тој ќе ме одбие. До сега до 5-6 пати сме го викале, стално не одбивал. Сега да ти кажам право, тоа ти е минус ако те одбива стално. Па да бидеш упорен. Никогаш до душе не рекол одречито. Не, ама не сега моментално сум зафат и така јас респектирам. Не, важно е. Ние имаме еден контакт со опозицијата, но мислам дека е недоволен во ова време. Мислам дека треба
на нашите гледачи и слушатели, па и на читатели да им доставиме една поширока палета на становишта. Па еве именно после овај разговор ќе биде еден од лидерите на помала партија во опозицијата, кој ќе биде тука, со него ќе поразговараме. Чомовски, благодарам.